Време е да ги проследиме најновите информации од Велес регионот, Македонија и светот. Јас сум Катерина Нацева, а вие го следите најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Почнуваме веднаш по настаните на денот. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во интервју за ТВ Нова зборува за актуелната состојба во државата. Избор на најдобрите вина и ракии произведени во домашни услови се одржува во Неготино. Со новиот урбанистички план населените места Трстеник и Преот ќе прераснат во нова викенд населба. Преговорите со ДУИ пропадна и не беше искористен првично мандатот за создавање на влада, бидејќи главен проблем беше барањето за воведување на двојазичност на цела територија на Република Македонија, што е неприфатливо. Ова вчера вечер го изјави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во интервју за националната ТВ Нова. Според Груевски, на Македонија и се потребни нови предвремени избори со јасен победник. Лидерот на ВМРО ДПМН и поранешниот премиер на Република Македонија Никола Груевски во синокешното гостување во телевизија Нова зборува за актуелната состојба во државата. Тој вели дека нема да дозволи двојазичност на територијата на Република Македонија. Токму тоа било и каменот на сопнување помеѓу партиите ВМРО ДПМН и ДУИ. Главните разговори, можеби 90 до 95% од разговорите, беа фокусирани на прашањето за јазикот, користењето на албанскиот јазик, против што јас немам ништо лошо во смисла на јазик. Да луѓето може да си го користат тој јазик. Ниту имам нешто против албанците во Македонија, ниту против користењето на албанскиот јазик, но овде станува збор за многу конкретни, но и нелогични работи. Се што се прави во политиката треба да има некоја логика. Мислам дека нови избори имавме една манипулација со албанските гласачи, им се нудеше нешто што нема да им го промени животот, нема да им донесе нешто подобро. Што ќе им донесе на албанците подобро ако во Берово има двојазичност? Или ако има двојазичност во Струмица, или во Ресен, или во Гевгелија, или во Демиркапија, во Велес, во Штип, во Свети Николе и така натаму, каде што или нема воопшто албанци, или има минорен број. Груевски во разговорот се осврна и на работата на специјалното јавно обвинителство, додавајќи дека СЈО работи во интерес на Зоран Заев и неговата партија. Стана толку јасно дека СЈО е еден обичен инструмент на надворешни центри и на СДСМ за доаѓање до власт и за уривање на ВМРО заради остварување на некои други цели, што тоа веќе мислам дека го гледаат и помалите деца во Македонија кои што и не толку многу разбираат политика. СЈО во изминатите месеци покажа дека е крајно селективна во пристапот. Значи, на таргет е само една политичка партија, ВМРО ДПМН, никој друг не е контролиран, истражуван и така натаму. За средбата со еврокомесарот Јоханес Хан, Груевски рече: Во тој разговор отворивме многу прашања. Секако и тој отвори доста прашања, имавме разговор, имавме дебата со аргументи. Ние ги изложивме нашите аргументи по сите овие прашања, деломно за нив зборевме и сега. И на крајот тој практично кажа дека е очигледно после средбите со сите партии, не само со нас, дека тешко остварлива идејата за широка коалиција. И второ, дека очигледно дека е потребно повеќе време на партиите за да донесат одлуки како да постапат. Каже дека е на располагање и за воиднина ако нешто може да помогне на некој начин. Според лидерот на ВМРО ДПМН во државата се неопходни нови парламентарни избори, бидејќи сегашната ситуација влијае негативно како на државата, така и на граѓаните. Тој додаде дека СДСМ во моментов се изјаснија дека не сакаат нови избори, меѓутоа стравува дека новите избори би можеле да се испостават како нужност, а не потребно да се загуби доста време, рече председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски.
Во Неготино денеска се избираат најдобрите вина и ракии произведени во домашни услови во рамки на традиционалната манифестација Недела на виното, посветена на верскиот празник Свети Трифун, кој се смета за заштитник на лозарите. Изборот преку дегустација на пријавените мостри од 30 црвени и 18 бели вина, како и 14 ракии, го вршат стручни лица енолози од Сдруженијето на винари од Македонија. Во рамки на Неделата на виното посветена на верскиот празник Свети Трифун, во општина Неготино традиционално се одржа дегустација на домашни вина и ракии. Имаше вкупно 60 мостри, од кои 30 црвени, 18 бели и 14 ракии. Се оценуваше изгледот, бојата, вкусот и слично. Најдобрите ќе бидат наградени со символични награди за поголема мотивација во иднина, интересот за ваквиот надпревар да биде уште поголем, рече градоначалникот Ванчо Апостолов. По повод празникот Свети Трифун, традиционално организираме дегустација на домашни вина, бели и црвени, исто така и ракии, каде што комисија составена од Сдружение на енолози, значи тоа се професионалци кои гледаме дека денес ги избираат најубавите вина и ракии на сите граѓани од општина Неготино кои учествуваат. Значи, оваа година, колку што сум известен, е најмасовно 30 црвени вина, 18 бели вина и 14 видови на ракија ги дегустира професионалната дегустациона комисија од Република Македонија. Од година во година бројот на вина и ракии произведени во домашни услови се повеќе се зголемува, но најважно од се е што квалитетот е во пораст и производителите ги слушаат советите на стручните лица и енолозите за да произведат вино или ракија со врвен квалитет. Многу е битно што се оди многу напред. Значи се оди многу напред, најверојатно домашните производители почнаа веќе да слушат и совети. Имавме и посебно предавање пред некој ден од магистар Игно Тасев, кој што предаваше енологија, едноставно примена на енолошки средства во домашни услови. Убаво е што луѓето веќе почнуваат да слушаат, убаво е што веќе се внимава многу на технологијата, на постапките, на хигиената при производство на вино. Со тоа добиваме секоја година се подобар и подобар квалитет кај домашните вина. Убаво е да се продолжи оваа традиција, луѓето да имаат и мотивација и волја за понатак. На денешното оценување Апостолов упати покана до сите заинтересирани да бидат дел од активностите кои следуваат во рамки на манифестацијата и на централниот настан во вторник на символично закријување на виновата лоза. Општина Неготино утре организира уште едно предавање во 10:30 часот во просториите на општината, значи уште еднаш можност за покана на сите граѓани кои се заинтересирани да присуствуваат за предавање ќе биде во однос на вранецот, на виното вранец, кој знаеме дека е традиционално најмногу правено најмногу застапено во нашите домашни винарници. Воедно ја користам приликава во вторник на самиот ден на Свети Трифун во 12 часот да ги поканам сите граѓани на општина Неготино, на Тиквешијата, пошироко на регионот и од Република Македонија да присуствуваат на нашата централна манифестација Свети Трифун 2017 година. Граѓаните на Неготино традиционално со голема прослава го чествуваат Свети Трифун, заштитникот на виното и лозата, бидејќи една од најважните стопански гранки во оваа општина е токму лозарството. Континуираното вложување во инфраструктурата од страна на локалната самоуправа на општина Свети Николе ја подобрува целокупната слика за општината. Големо влијание има и изградбата на автопатот Миладиновци Свети Николе Штип, кој општината ја прави уште попримамлива не само за економски план, туку и во делот на индивидуалното домување. Во таа насока се движи изработката на новиот урбанистички план за населените места Трстеник и Приот, кои благовремено ќе прераснат во викенд населби. Автопатот Миладиновци Свети Николе Штип не значи само добра инфраструктура за Свети Николе. Ова представува можност за враќање на младите во своето родно огниште.
Во насока на развивање на руралните средини и подобрување на животниот стандард, локалната самоуправа изработува нов детален урбанистички план за приградските викенд населби Трстеник и Преот. Градоначалникот Тасе вели дека веќе има заинтересираност од страна на граѓаните за овие населби. Се работи за изработка на ДУПД или државна урбанистичка планска документација. Во новиот генерален урбанистички план тој план е опфатен. Изградба на викенд населби и елитни населби во населените места Трстеник и Преот, посебно со изградбата на автопатот Скопје Свети Николе Штип, ова локација ќе биде многу атрактивна. Одличната местоположба, чистиот воздух и недопрената природа се мамка не само за светиниколчани, туку и за жителите од околните градови, потенцира Тасев. Ова значи дека полека но сигурно, општина Свети Николе станува се поатрактивна. Хуманитарни пакети на семејства од социјален ризик и многодетни семејства доделија извидниците од извидничкиот одред Димитар Влахов од Велес. Винко Симичиев е само едно од лицата на кои што секоја помош им е добре дојдена. Со солзи во очите и голема благодарност, тој вели дека убаво е чувството кога некој ќе ве посети и барем за миг ќе направи да се почувствувате посреќен. Хуманоста е најголемата доблест на еден човек. Извидниците од извидничкиот одред Димитар Влахов од Велес, посетувајќи го домот на Винко Симичиев, потсетија дека луѓето на кои им е потребна помош не се заборавени. Животот на Винко Симичиев е отежнат поради неговата неподвижност. Тој вели дека убаво е чувството кога некој ќе те посети и барем за миг ќе те направи да се почувствуваш посреќен. Тешко сум подвижен. Имам едни кутрица само моментално не се тука, тие ми се како водичи, без нив не можам ни 100 метра или 200 метра да поминам, од овека што се во екипата и добро ме знаат и некош ќе ме видат, храна некош ми дава топол оброк од градинката преку социјалното и тоа со 4 или 200 дена живееме, сега некој ќе рече што се толку пари, меѓутоа тоа некош кој ќе дојде и тие се доволни. Колку толку да подмириме некои ситуации. Денешната хуманитарна акција е во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на извидниците 22 февруари, под мотото Направи добро дело. Кај нашиот пријател Винко, кој што едноставно повеќе години го пратеше извидничкиот одред, познавајќи ја работата, работејќи во телевизиите, радијата, од тука почуеме велешката кампања. И сакаме да напоменеме дека кампањата на овие пакети е всушност во рамките на Светскиот ден на скаутизмот 22 февруари, кој што се уште не е дојден, но времето на организирање е поголем за да може да ги покриеме сите семејства. Хуманитарната акција е наменета за семејства од социјален ризик и многудетни семејства. За таа цел извидниците од Велес денеска хуманитарни пакети им доделија на 3 многудетни семејства во општина Чашка, а во наредните денови ќе посетат уште 5 семејства во Велес и 2 во Лозово. Од извидничкиот одред Димитар Влахов велат дека покажувајќи хуманоста на дело, тие им помагаат на семејствата на кого помошта им е најпотребна. Наскоро во Велес повторно ќе се прожектираат филмови на големото филмско платно. Ова го истакна градоначалникот Славчо Чадиев во насока да се вратат деновите кога велешани секојдневно имаа можност да уживаат во добар филм. Прилог на колешката Памела Дамчевска. Филмови на големо платно наскоро и во Велес. Оваа информација неодамна на пресконференција ја сподели градоначалникот Славчо Чадиев. Тој вели дека реализацијата на овој проект ќе биде наскоро. Во моментов Чадиев вели надлежните служби размислуваат на која локација ќе се прикажуваат најновите филмски остварувања. Имаме два простора за кои што размислуваме. Едниот е популарно наречениот пионерски дом, односно во библиотеката. И вториот е реконструкција на балконот од сегашното кино и поставување 124 места има таму. Сегашните киносали се со максимум по 150 места, може да и помалку. Техничките можности се испитуваат на тој дел и ќе видиме према која варијанта ќе биде поисплатлива да почне да функционира киното. Според Чадиев, крајниот рок до кога надлежните ќе одлучуваат која локација ќе биде попогодна е крајот на овој месец, но она што е многу значено, додава тој е тоа што во овој временски период паралелно течат и работите за реализација на проектот.
Грчките земјоделци се уште штрајкуваат. Граничниот премин в зони се уште е затворен за сообраќај. Единствено граничните премини Миџитлија и Дојран се отворени. Штетите се преголеми, а не знаат кога ќе заврши ова штрајкување на грчките земјоделци. Останува единствено да се чека и да се најде некој заеднички споразум за да можат да непречено ја одвиваат својата работа оние кои што се заглавени на граничниот преминев зони. Во продолжение останатите вести од Македонија. Како резултат на трансформациите на работниот однос и обезбедениот постојан раст на платите, статусот на вработените во образовните институции во изминатите 10 години е значително унапреден. Од 2006 година до сега, најниската плата во образованието е зголемена за 119%, додека највисоката за 67%, што придонесува за значително подобрување на личната и семејна финансиска состојба на просветните работници. Повеќе од 9000 трансформации на работен однос од определено на неопределено време по изминатите 2 години на работното место. Исто така се направени во последните 10 години. На тој начин дополнително е отстранета несигурноста и неизвестноста која беше присутна кај голем број на вработени во основните и средните училишта до 2006 година и неретко представуваше состојба на уцена недозволива за ниту еден просветен работник. Професионално наградување, обуки за примена на интерактивни методи во наставата, примена на дидактичките средства и информатичка технологија, но и можноста да добијат целосна стипендија, доколку се запишат на постдипломски студии на некои од најдобрите 200 светски универзитети од областа на образованието, кои се наоѓаат на Шенганската листа и при тоа ја покажуваат грижата за просветните работници. Во Македонија има вкупно 306.275 пензионери. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија ја објави најновата статистика заклучно со јануари 2017 година. Најголем дел од луѓето во третото доба се корисници на пензија по основ на работно право, вкупно 304.464 граѓани. Уште 1463 се корисници по основ на воено право, а 348 по земјоделско право. Невисоки се воените пензии, во просек изнесуваат 20.769 денари. Најниски се исплатените пензии по основ на земјоделско право, само 6.800 денари. Во јануари годинава, просечната пензија во Република Македонија изнесувала 13.721 денар. За споредба, просечната пензија во 2006 година изнесуваше 7.680 денари, што значи дека овој период се зголемила за цели 78,6%. Владата на Република Македонија од декември минатата година ги зголеми пензиите за околу 670 денари, како резултат на оствареното ветување за зголемување на пензиите за 5%. И за оваа година владата гарантира редовно префрлање на парите. Министерот за финансии Кирил Миновски истакна дека платите редовно ќе бидат финансирани на вработените во јавниот сектор, на времена и редовна исплата на пензиите, социјалните надоместоци и субвенциите во земјоделството, вели министерот за финансии Кирил Миновски. Поранешниот министар за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер е избран за нов председател на Сојузна Република Германија. Тој наследи позицијата на досегашниот председател Јоаким Гаук. Штајнмајер освои апсолутно мнозинство од 1260 членови на Германското сојузно собрание, во кое членуваат пратениците од Бундестагот, представници на покрајните и други јавни личности номинирани од политичките партии. Неговата должност како 12-ти шеф на германската држава стапува на 18 март. По продолжение остануваат следите вести од светот. Утринава евакуиран аеродромот во Хамбург, откако стотина патници почувствувале силен мирис од непозната природа и имале проблеми со дишењето, јавија германските медиуми.
побрзата реакција на противпожарните екипи и службите за безбедност на аеродромот, сите патници и вработени на терминалите биле евакуирани на паркинг просторот пред аеродромската зграда. Според медиумите, меѓу 50 на патници кои што се пожалиле на проблеми со дишењето, нема сериозно нарушување на здравјето, а за сега не се знае ниту причината за силниот мирис, што предизвикал паника на аеродромот во Хамбург. Локални жители во Браунау тврдат дека виделе човек кој личи на Хитлер. Австриските власти ги проверуваат наводите кои во околината на родната куќа на Адолф Хитлер се појавува непознат маж, двојник на нацистичкиот злосторник, кој ги има препознатливите мустаки, фризура и облека. Двојникот е на возраст од 25 до 30 години и последен пат е виден во книжарница како прелистува списание за Втората светска војна и се представува како Харалд Хитлер. Тој најмалку еднаш е сликан пред родната куќа на нацистичкиот лидер. Во Австрија, величењето на Хитлер е казниво дело. Променливо облачно време со сончеви периоди пропратено со слаб до умерен претежно југоисточен ветер. Максималната температура достигна до 8 степен. Какви температури не очекуваат во текот на утрешниот ден и до крајот на денот во продолжение од графичкиот приказ. Ова беше и последната информација. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.